За пијалоци и сладоледи општината Исар ке потрошат 35.000 евра народни пари, обвини на прес ВМРО ДПМН Штип. Минатата недела бевме сведоци на скандалозната одлука за високата сума на пари предвидени за пијалоци во општина Штип во висина од 600.000 денари. Оваа недела пак директорот на јавното предпријатие Исар троши нови 25.000 евра за набавка на пијалоци и сладоледи за потребите на најголемото јавно предпријатие во Штип. Па така, ЈП Исар и општина Штип заедно ќе потрошат околу 35.000 евра народни пари за засладување и освежување во двете институции. Или онолку пари колку што се потребни за асфалтирање на една поголема или неколку помали улици во градот. Според ВМРО ДПМН, ова е еклатантен пример на трошење на народни пари на луксус. И немаше да биде спорно ако за таа намена се потрошише некоја пристојна сума на пари, но тие парите од улиците, водоводи и канализации ги пренаменија за пиење и забави со нивните најблиски партиски соработници. Веројатно по примерот на Радмила Шекеринска, која набавува бадеми, лешници и морски плодови, и директорот и градоначалникот набавуваат пијалоци и сладоледи. И додека на повидок нема ниту еден капитален проект, избраните од народот со наши пари се го штеваат. Ваквите обвинувања експресно беа демантирани од страна на СДСМ. Во писмената реакција испратена од нив стои: нивните обвинувања се неосновани затоа што јавната набавка за сладоледите и пијалаците се прави заради барање и за потребите на граѓаните кои што ги посетуваат бањата Кежовица и зоолошката градина. Од оваа јавна набавка бенефит ќе имаат само граѓаните. Манипулациите и лажните вести кои што ги шири општинскиот комитет на ВМРО ДПМН нема да го сокријат фактот дека токму од оваа партија потекнуваат претходните раководни структури на јавното предпријатие Исар, заради чие што несовесно и неодговорно работење, ова јавно предпријатие тонеше во долгови. Со новото раководство во јавното предпријатие, тековните трошоци на ЈП Исар значително се намалени во споредба со периодот на раководење од претходната власт. Имено во периодот ноември 2017-јануари 2018 година, трошоците за потрошено гориво се намалени од во просек 1,4 милиони денари месечно на 700.000 денари месечно. Трошоците за потрошени автоделови и трошоците за одржување се намалени за околу 100.000 денари месечно. Трошоците за бруто плата месечно се намалени за околу 700.000 денари. Подмирени се голем број од долговите наследени од претходната власт, а платите за вработените редовно и навремено се исплаќаат.